Се додека има талент шоа, ќе има и музички таленти кои ќе го оправдаат своето место под естрадното небо или едноставно ќе уживаат во онаа инстант популарност. Досега бевме сведоци на домашни и регионални шоу програми на кои анонимци ги освоија симпатиите на публиката. Еднаш во Македонија се одржуваше шоу за музички таленти М2 потрага под звезди. По неколку сезони потрагата заврши. Дел од нив станаа успешни во нивната музичка кариера и заработуваат од тоа, а дел можеби не беа упорни. Девојчето со чорапчињата, како што многумина ја паметат, денес е еден од најдобрите женски вокали во Македонија. Во незиното портфолио стојат настапи на големи музички фестивали како што Евровизија и 4 студиски албуми. Доживотно ги памтам твоите раце, како нежно очи ми допираат. Љубовта ја памти нашата среќа, давам се што имам да ти купам насмевка. Згодната блондинка со карактеристичен вокал која го негува R&B и хип-хоп музичкиот стил Туна Сејдију почетоците ги имаше токму на М2 талент шоуто, а денес е сериозна конкуренција на светските музички диви и со стас и со глас. Lite fitt om bara, ja du timmar, tronen tropen, din prima. Lite fitt om bara. Двете момчиња го имаат потекло од Битола. Првиот сериозен контакт со музиката го имаа на ова шоу. Едниот дури и како победник на шоуто, Ламбе Алабаковски и Димитар Андоновски. Денес освен што пливаат во брачните води, се уште пливаат и во музичките. И само тоа го можеш ти. Денес е една, утре друга. Па те мразам, па те љубам. Само тоа го можеш ти. Но не беа само тие. Листата е поширока. Магдалена Цветковска денес, освен како изведувач, работи и како композитор. Нина Јанева, Сања Левкова и Бојана Атанасовска. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста. Уште едно талент шоу на нашата територија беше интересно за јавноста. Мак Звезди, на кое фановите лудуваа по своите идоли. За среќа овие две момчиња, Владко Лозановски и Дарко Илиевски, и се добро познати на јавноста. Кога би можела да ме сватиш, јас би променил баш се. Тогаш би можела да се вратиш, со ме живот да помине цел. И Македонија го имаше својот прв македонски идол со потекло од Гевгелија. Неговото име е Иван Раденов. И таму имаше идоли кои додека траеше шоуто беа интересни за публиката. И таму за прв пат се почувствува онаа хистерична еуфорија за својот омилен идол. Имињата кои денес од време на време се појавуваат на музичките фестивали. Сведок бевме на минатиот Скопски фестивал каде на едно место ги видовме Иван Раденов, Мики Секуловски, Јана Бурческа и Виктор Апостоловски. Силно пуши ме, со последно време, само ти и јас и нота, музика и ништо друго. Некои македонски таленти среќата ја побараа на шоуа надвор од нашите граници. Така е примерот со бугарскиот идол и учеството на Дарко Илиевски. Близко до мене, срцето твое е знам, иако далеку од мене. Бојан Стојков и Александар Тарабунов. Јас сум Александар Тарабунов, доаѓам од Македонија, од Скопје. И се пријавив на Music Idol зашто мислам дека е најубав начин некако да се испромовира, например, некој квалитетен пеач. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies, you're so satisfied. I don't need you. Македонски представник имавме на регионалното шоу Операција Триумф Александар Белов, кој ги бранеше боите на Македонија, како и Нонеде Делковска на првиот регионален идол кој се одржа на територија на Србија. Секако дека ова беше отскочна даска за нив, за потоа да снимаат авторски песни, па и да објават музички албуми. Денес Белов продолжува во ритамот на музиката, додека Ноне се повлече од естрадата и замина на работа на брод. Сонце не ме гре, каде замина ти од очи
живетени, врна стари спомени. По победата на Даниел Кајмаковски, но исклучително талентираните Боби Мојсовски и Давид Темелков. Не може да не го споменеме и шоуто за таленти Звездите на Грант, на кои се појавија нови музички имиња како Ален Хасановиќ, Филип Божиновски и Ристе Ристевски. Зајди, зајди, јасно сонце. Но не беа само музичките шоа, тука беше и куќата на големиот брат, шоу во кое македонец ја освои првата награда, Дарко Спејко. Но во статистика стои дека свое учество имале Никола Настевски Лестер, кој може да се пофали со победа на исто ова шоу, но во Бугарија. И да не го заборавиме, учеството на Боки 13 во истоименото шоу. Има многу што да се каже за учесниците кои биле дел од шоу програми од различен карактер, но ретко кој од нив тоа го искористил на вистински начин. Некои од имињата кои што ги споменавме се уште уживаат во популарноста, а некои пак краток период го почувствуваа вкусот на славата. Македонија е плодна за музички таленти, но ретко кој од нив го заслужува и го ужива статусот на вистинска ѕвезда.